некои речки, да ги кажеме, тоа може и со Ивона после да го збориме со фонд, колку би биле во можности да ни помогнат и финансиски, бидејќи семејството нема доволно финанси за да отиде за нови извештаи, нови мислења од доктор. Сето тоа кошта, сите знаеме. А они за жал не примаат ништо, ни социјална помош, и случајот е така си татко уместо, а човекот така има потреба од таа помош и толку не е жал што го гледаме по дома дека седи и со таква надеж во очите ми гледа. А не исполнува никакви услови за добивање на било каква помош? Исполнува услови можеби за еднократна помош. Па сигурно, од меѓуопштински едно барање може да дадеме, меѓутоа тоа е за месец. Значи, не решаваме ништо. На човекот му требаат минимум околу 100 евра за лековите. Знам дека ми покаже еднашка сметка од некој јапчиња кој што кошта 2000 денари. Имаме на видеозапис. Имаме во видеозаписот и сметки и што све ги мачи да си кажат, значи ја вака грубо ви го раскажувам случајот и застанува моментот кога ќе ни рече жената да, тоа е све окей, знаеш, ама ние немаме пари да отидеме до град. Тоа кошта. Мислење од специјалист кошта. Да го однесам, вика, јас со такси него негде и тоа ме кошта. И тука наоѓаме некоја, као да речеме, немоќ. Ете, тука сме немокни, да им кажем, пошто ние работиме со правни совети. Нашата програма не дозволува буџетот да речеме, еве ви